Второлигашот Беласец од Струмица за втори дел од сезоната се засели со Матеј Ѓорчиновски, сработи за фудбалер кој ги покрива крилните позиции, а 20-годишникот ќе биде вистинско освежување во редовите на Беласица доаѓа од победа. Најавите на спортска мрежа потврдени, Влазерими представи 9 нови заселувања, се работи за Ресул Рамадани, Агон Хайредини, Христијан Краклински, Иве Трифуновски, Насав Шабанов, Самија Лили, Ариф Садики, Екзон Османи и Арбен Байрами. Влазериме ќе води борба со Тетекс за да биде шампион во трета лига Запад, а со тоа да го обезбеди баражот и од трет обид да дојде до пласман во втора лига. Македонската кикбоксерка Марија Димовска среде Грција освои златен медал на Атина Челендж европскиот клуб и го развеа македонското знаме со голема радост и среќа после овој голем успех. Димовска во големото финале на категорија лоу кик до 60 кг славеше против гркинката Хелен Каталагаријану. Во 2023 година Димовска беше вице-европски првак на Европското првенство за млади во Турција, а во 2024 година освои златен медал на Светското првенство за млади во Унгарија. Нема промена на табелата во втората кошаркарска лига на Македонија. Ангели на врвот со 24 бодови, Сокол е втора исто така со 24 бодови, Маџир е на третото место со 23 бодови, екипата на Борец Баскет е на четвртото место со 22 бодови, а пак Црн Дрим од Струга на петото место со 21 бод. Овие екипи ќе водат борба за влез во првата лига. Лигашот Беса во комбиниран состав со 4-1 беше пресилен на пријателски надпревар против штипскиот второлигаш Брегалница. Гледавте една минута спортски вести на спортска мрежа.